влада, знаете, ако ви качиме линеарно, нема се крија, господјата Станка не примаше кога одевме, се жалевме, си кажувавме, немаше кој да не сослуша, па на улица си ги кажувавме маките, ама ете дојде претходно, сепак ќе речем, можеби имаше сценарио. Ако се сеќавате, и пензионерите заради неединство што е случај во целата држава, не успеавме да си создадеме една партија на пензионери која ќе влезе внатре во домот, ама не како партијата на пензионери што досега ја имаме, затоа што мајорот и он како и целата влада си бара за него ретроактивно покачување на пензијата, а без да води сметка за другите пензионери. Може да направите на втора партија. Законот на некој начин имаше пензионери кои изработија нов предлог закон за пензионирање, во кој беа опфатени многу ставки од, мислам, области од тоа што ги тишти пензионерите и начинот на кој би се обезбедувале парите и на кој би се плаќало внесене, нели, во собрание, се фалеа дека ги викнале таму, ама од тоа нема ништо. За последно сега да се расправаме дали треба линеарно, дали треба процентуално, дали треба некои други мерки, кои мерки, ама сето тоа е зацкриено. А има толку многу работи што треба да се кажат, бидејќи пензионерите и сами би се, како да кажам, би се издржувале.